Златко Ристевски се што направи со оваа инвестиција за секундарната селекција на отпад не направил редоследно, не внимавал на приоритети, односно без да направи финансиско затворање на примарната селекција, извршувал набавки во делот на секундарната селекција, а без при тоа да има добиена градежна дозвола за објектот каде што таа линија за селекција на отпад би била монтирана, односно сместена. Како прва работа што ја направил, а требало да биде последна, во пролетта 2013 година набавил дел од линијата за секундарна селекција на отпад и тоа еден сепаратор со ротор тип КСР/10 во вредност од 85.943 евра и 7 транспортни траки во вредност од 98.369 евра или вкупна вредност на овие набавки е 184.300 евра. За вака набавената опрема од производителот Техникс од Хрватска не е добиена никаква техничка документација ниту за незино одржување, ниту за незино сервисирање. Опремата е оставена да лежи во кругот на терминалот, изложена на временски неприлики, а ова е само дел од целокупната опрема која треба да биде набавена за секундарната селекција на отпад. За да се докомплетира, треба да се набават некаде уште 20 на сегменти во вкупна вредност од 500.000 евра. На 14.10.2016 година Комуналец ја добива градежната дозвола за објектот, односно халата за селекција на отпад, каде што треба да биде поставена и монтирана оваа опрема. Значи 3 години откако ја купил опремата, добива градежна дозвола и започнува со градба на халата, односно се започнува летото 2017 година. Со моето доаѓање на 30.12.2017 година ја затекнав следната состојба. Значи беа завршени бетонските и армирачките работи во халата за селекција на отпад и беше поставена челичната конструкција. Сето во вкупна вредност од 11.403.000 денари, од кои до тогашен датум беа исплатени само 5.651.969 денари, а другите ги спаѓаме сега. За целосна подготовка на оваа хала потребни се некаде уште 41 милион денари. Комуналец не е во финансиска можност да ги обезбеди овие средства за оваа инвестиција. Со таа цел јас ја стопирав таа инвестиција, се со цел предпријатието да не биде изложено на дополнителни непотребни трошоци. Досегашните непотребни вложувања во оваа инвестиција се 11.403.000 денари во градежниот дел и, како што реков, 11.335.000 денари во машинскиот дел. И вкупно се вложени непотребно 22.738.000 денари, 738.200 денари. Или, за да се обезбедат овие пари биле закинувани од додатоците на плати на вработените, со што се предизвикало огромен број на тужби, извршни решенија, адвокатски трошоци, така да од касата на Комуналец се одлеале дополнителни 20 милиони денари за овие непотребни судски извршни решенија.